си определи својата опција. И сега тие таму се спомнуваат неколку партии, а не гледам сега од сите тие партии кој можел да биде трета опција. Кога сите тие до вчера беа министри и практикуваа власт. Еве сега тука вие ги спомнавате Демократски сојуз, Демократска алтернатива и ВМРО Вистинска. Еве само да спомнам јас една констатација, можеби ќе звучи како анегдота, кога ја правивме ние партијата по Македонија во овие 6 месеци, луѓето така обично не прашуваа кој ќе биде лидерот, познат ли е. И ние за да ја задоволиме нивната љубопитност им кажувавме вака. Им викавме ајде да го земеме Лјупчо Георгиевски, тој е познат. Викат не. Ајде да го земеме Бранко Црвенковски, не. Ајде да го земеме Васил Топурковски, сега тука се спомнува, не. Да го земеме Павле Тријанов, не. И ги прашувавме луѓето, па тие се познати, да ги земеме со нас. Дека сите тие се познати, ама сите се криминалци. Значи тргнувме ние од таа логика дека пак ќе повторам, проблемите во оваа држава може да ги решат луѓе единствено кои што се сакаат државата, кои што успеале во својот живот, кои што немаат ни една хипотека за себе. И сите овие сега најави што ги слушаме се дегутнато. Ние имавме сигнали за коалиција. Не е тајна, ќе кажам, и од ВМРО ДПМН, и од СДСМ ни праќаат коалиција, сигнали за коалиција, и од овие помаливе партии, но ние незадоволни од постоечките состојби решивме на овие избори да одиме сами. Ние затоа тргнахме да ја правиме партијата. Бидејќи ако бевме задоволни, сите ние имавме убави занимања, еве тргнувајќи од себе, ќе се седевме убаво во државна администрација со убави плати и ако бевме задоволни, ќе седевме на своите работни места. Незадоволни од постоечките состојби и затоа тргнавме да ја правиме партијата. Еден анонимен гледач, инаку пензионер од Гевгелија прашува: каква држава е таа и право ли е еден пензионер со 40 години стаж има пензија од 4000 денари, а Каролина Гочева за изборите ќе пее за ВМРО ДПМН за 50.000 евра? Па јас сега во услови кога во државата се е партизирано, иначе ова младава господица што ја спомнавте, по тие партиски линии замина на Евровизија, представуваше Македонија на Евровизија, сите тие намешталки. Но тоа е еден дел кој што исто така ние го знаеме. Сите тие али таа е вистината во која живееме, таа е реалноста и од човечки аспект гледано ова е не може човек и како од човечки аспект гледано ова е стварно неприфатливо. Ние слушаме денеска, читаме за какви хонорари ќе пеат овие наши познати пејачки звезди. И сега пак да се навратам на претходната констатација што денове ја кажуваше Министерот за финансии како ВМРО ДПМН сам се ја финансира кампањата. Па го прашам Лјупчо Георгиевски, од кај ќе ги даде парите на Каролина Гочева 50.000 евра? Вие земете му 4 работното место на македонскиот премиер. Тој е 4 години во вас. 4 години тоа се 48 месеци. Помножите му е плата по 1000 марки, 48.000 марки му се вкупните добивки, да кажеме, ако гледаме за тој 4 годишен негов ангажман, а памук се дел 50.000 евра. А што е потрагично, неговиот имот сега, според последните подати што ги добивме, е застрашувачки. Некаде е околу милиарди и 200.000 милиони. Повторам да не настане некој забуна, милиарди и 200 милиони. Али среќа за овој народ е што ние како политичка партија сето тоа го знаеме, сето тоа го имаме на хартија, го имаме како документи и ако дојдеме да практикуваме власт, сето тоа ние ќе го реализираме како политичка партија. Ја можам да најодговорно да го тврдам и еднаш за секогаш во оваа држава јас мислам дека ќе се најдат луѓе кои што овој ќе го реализираат. Бидејќи ние слушаме во овие десетина години како партиите сите предизборно најавуваат како ако дојдат ова ќе го направат, тоа ќе го направат. Но во суштина овие двете најголеми партии СДСМ и ВМРО ДПМН во позадина успешно се соработуваат. Или не да кажеме претензиозно ако кажам дека Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски се фактички политички близнаци. Во ништо не се разликуваат освен една мала разлика што до 98 година овие крадеа одејки, овие сега крадат трчејки. И ние на сето тоа ќе му ставиме крај. Ја можам најодговорно да го кажам, имајќи пред луѓето кои што членуваат во иницијативниот одбор. Анонимен гледач од Георгелија прашува кои и какви кандидати ќе понудите за парламентарните избори? Ние во овие 6 месеци сметаме дека анимиравме доволно квалитетни кадри кои што ќе ги сочинуваат нашите листи. Во крајен случај граѓаните за неколку дена кога Државната изборна комисија ќе ги објави имињата на сите кандидати, ќе ги види нашите кандидати, ќе ги види нивните биографии што е најважно во момент. Сите нивни биографии и одговорно можам да тврдам дека неколку пати спомнав веќе за тоа се луѓе исклучиво стручни, способни кои што успеале и кои што пред инација се сакаат останата држава. Али за жал ние како што гледаме и на овие избори, овие наши двете условно кажем најголеми партии пак ја наметнуваат таа тема на предавници и на херои. Како што гледаме веќе кампањите почнаа, што е најтрагично за Македонија, пак наметнуваат тие фрази веќе едните предавници, другите херои. Жално е кога гледате вие се во Македонија предавниците парадираат и кажуваат дека се херои. Тоа е една жална слика за оваа држава и ние имаме сериозна намера да оставиме крај на сето тоа.
Анонимен гледач прашува, тврдите дека 24 луѓе ќе ставите во куќен притвор. Која е гаранцијата за тоа? Истото го тврди и СДСМ дека после изборите ќе затвара по цела држава. Па ја веќе неколку пати кажав. Основна гаранција на овие луѓе ќе биде квалитетот на луѓето кои што ја водат оваа партија. Тргнувајќи од себе, ја кажав преку личен пример, го кажав својот статус. Сега, точно е како што кажавте во ваше прашање дека денови го слушаме Бранко Црвенковски како најавува дека ако дојде повторно на власт, како ќе врши ревизија на криминалот, како ќе апси и други тие некои небулози кои што ги спомнува во јавноста. Јас само јавно ќе го прашам Бранко Црвенковски како ќе апси Бранко Црвенковски кога ќе направи некој список за апси од 30 на луѓе, ќе види дека 15 се членови на СДСМ. Треба да ги апси своите луѓе. Тие се луѓе едноставно не можат да ги спроведат тие празни зборови што ги ветуваат на македонската јавност, него сите овие работи што ги спомнав јас вечера можат да ги спроведат во дело нови луѓе без афери, без хипотеки. Инаку во суштина без разлика што овие наши претседатели на овие две партии во јавноста вие ќе ги видите како меѓусебно се конфронтираат, тоа е едно најобично глумење на лудило пред македонската јавност. Но македонскиот народ сметам дека е доволно политички едуциран и нема да наседне на сите овие празни зборови и невистини кои што се пласираат во јавноста. Инаку вие видите за овие 4 години дали имате еден судски процес во државата кога цвета криминалот, корупцијата, немате еден судски процес на една повидна личност така да заврши, да кажеме, оному каде што предвидува кривичниот закон. Се сведува акциите, како што гледаме на македонската полиција, се сведува на ситно бркање на шверцери таму по пазарите, по градовите по Република Македонија, а во услови кога корупцијата и криминалот вицветаат. Бидејќи партијата Народно движење за Македонија ќе учествува на овогодишните парламентарни избори, ваше мислење за тоа како ќе се одвиваат самите избори? Дали се ќе протече во најдобар ред и секако дали ќе има фер избори? Па да, длабока наша жал во оваа држава, без разлика на што ние сега длабоко не убедува дека како изборите ќе биле фер, демократски, ние имаме прилика да гледаме како се одвиваат вистински фер и демократски избори во сите тие западни демократии. Таму како што гледаме партиите што е нормално се надпреваруваат за економски теми. Која партија ќе воведе понисок данок, пониски цени, подобар стандард за граѓаните. За длабока наша жал и на овие избори како што гледаме се наметнува таа безбедносна дилема. Пак ќе се игра во стилот на предавници и херои што е трагично за оваа држава. Тука изгледа им стана умилена тема на овие наши политичари. Но ние како нова политичка партија, Народно движење за Македонија, имаме намера сериозно да наметнеме уште една тема во оваа предизборна кампања. Ќе наметнеме темата на корупцијата и криминалот. Гледајќи овие двете политички партии вешто ја одбегнуваат оваа тема. А кои причини на сите не е јасно, бидејќи тие беа носители на власта, тие беа носители на власта во овие 10 години, тие беа носители на тие криминални активности. И сега фактички тие, ако преземат нешто порадикално, треба сами меѓу себе да се апсат, што нема да се случи од нивна страна. Ние имаме сериозно да наметнеме уште една тема, темата на корупцијата и криминалот, али како што кажав на неколку пати во емисијата, не со голи фрази, него со документација, со аргументи, да им кажеме на граѓаните на оваа држава кој ги лажеше и која крадеше и која растураше оваа држава. Истовремено со нудење квалитетни решенија, квалитетно како да се надминат сите тие состојби. Нашата изборна програма ќе излезе за 10 дена и таму граѓаните ќе можат да прочитаат конкретни решенија на конкретни теми. Некако не само голи декларации како што гледаме од програмите на други партии, тие општи формулации како ако дојдат на власт ќе надминеле невработеноста за толку, па корупцијата, па криминалот, ние ќе за секој настан, за секоја појава ќе понудиме конкретно решение. Нека го видат граѓаните, нека го прочитат и кажано народски, ако ги бендиса, да го дадат гласот за нашата партија. Господине Бачо, бидејќи се ближиме некаде кон крајот на вечерашната емисија, дали имате да додадете нешто на нашите гевгеличани, нашите гледачи, апел до гевгеличани? Па вака сега се обраќам на граѓаните на Гевгелија, на сите способни стручни луѓе, на сите граѓани во општината Гевгелија што не гледат вечерва, еден апел да не се приклучат. Ние сме свесни дека луѓето се изложени на најразлични притисоци. Па сега многу полесно не поминуваме и ние како раководство на партијата. Еве при последниот настап на локалната телевизија во Струмица пред 2 дена на телевизија ВИС, на средната емисија се јавиа телохранителите на тој локален моќник Таковски, инаку шурата на премиерот со највулгарни закани, но ние им порачуваме од тука дека нема да не уплашат и дека не ќе страеме во нашата борба. Сега тие нивни закани влијаат на граѓаните, ние сме свесни, али ги повикуваме граѓаните на вашата општина да се издигнат над себе, да најдат храброст, бидејќи навистина се работи за судбината
на оваа држава, која што, како што кажав и на почетокот, ако не се променат работите, крајот се гледа некаде 2005 година, со оваа структура на луѓе, да се издигнат над себе, да не се приклучат, следејќи една проста вистина. Ако државата се урива, сите ќе не затрупа со неа, без разлика ние колку сме способни како бизнисмени, како спортисти, како културни работници, како политичари, како научници. Ако државата се урива, сите ќе не затрупа со неа. Затоа да се издигнеме над сите тие притисоци, да не се приклучат граѓаните и да успееме во таа наша, можеби е претенциозна, ако кажам, во таа наша мисионерска улога, бидејќи такви се околности, такви се приликите кои што сега владеат во државата. И на крајот, еве можеби најдобра порака е да го цитирам нашиот председател на општинскиот одбор од Кавадарци, кој што на промоцијата кажа така една реченица многу убава: не е битно што Македонија прави за нас, него што ние правиме за Македонија. Секако, господине Бачев, вам ви благодарам за разговорот. Се надевам дека гевгеличани со големо внимание следат вчерашната емисија и промовирање на политичката партија Народно движење за Македонија. Вам лично ви посакувам успех во работата, а и секако на предстојните избори. Па вака и јас да ви се заблагодарам на поканата и се со надеж дека во периодот што следи пред нас ќе имаме многу успешна и коректна соработка. Секако, уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое следите вечерашната емисија.